Вести на Канал 8, добар ден! Објавени се првичните резултати од уписите на Универзитетот Гоце Делчев и засега нема никакви забелешки од страна на пријавени кандидати, информираат од Универзитетот. 24 и 25 август ќе биде запишувањето на првиот уписен рок, а првиот академски час ќе биде на 18 септември во Центарот за култура во Штип. Универзитетот Гоце Делчев од Штип продолжува со првиот уписен рок. Во првите 3 дена на сите факултети се пријавени повеќе од 1300 кандидати. Првичните резултати се веќе објавени и за сега нема забелешки од пријавените кандидати. Универзитетот веќе ги информира сите оние кандидати странски студенти кои што ќе следат наставата на македонски јазик преку Институтот за јазици. Оваа првата година ќе го изучуваат македонскиот јазик, станува збор за некаде околу 50 странски студенти. Универзитетот и сите факултети во моментот работат на организација на наставата. Првиот академски час е планиран да биде на 18 септември во Центарот за култура. Се подготвува водич за студирање, каде што сите нови студенти ќе ги добијат сите оние најнеопходни првични информации, најважни за нив, со запознавање на универзитетот, запознавање на својот факултет, на својата студиска програма. Она што може исто така посебно да се нагласи е дека факултетите започнуваат со сите тековни обврски од испитни рокови, испитни сесии, редовно запишување на семестар. Факултетите работат интензивно на нивните веб страници, што е можно повеќе информации за сите студенти и сето она кое што веќе представува тековна активност на универзитетот. По завршувањето и на третиот ден од уписите, обновени се информациите за наставните центри во другите градови, околу бројката на пријавени и слободни места, и податоците се точни по сите 120 студиски програми. Најголем интерес и понатаму има за Факултетот по медицински науки, Факултетот за туризам и бизнис логистика, образовни науки, природни и технички науки, односно сите факултети на универзитетот веќе имаат доволен број на кандидати за да стартува новата студиска година. Дополнително, додава Барбареев, ќе бидат информирани сите студенти од останатите студиски години за почетокот на академската година, а согласно правилникот на универзитетот, таа ќе започне третата недела од септември. За новите студенти пак, информацијата е дека на 24 и 25 август ќе биде запишувањето од првиот уписен рок, а првиот академски час ќе се одржи на 18 септември во Центарот за култура во Штип. Запазувајќи го законскиот рок во предизборниот календар, општина Кочани испратила писмено известување до Државната изборна комисија дека не располага со своји билборди и рекламни паноа. Постојните табли за јавна реклама, распоредени на повеќе локации, се изнајмени на приватна фирма што се занимава со пропаганда. Согласно законските обврски што треба да бидат преземени од страна на општините во Република Македонија, а што се во врска со организацијата на предстојните локални избори, локалната самоуправа на Кочани ги презела соодветните активности со која испратила писмен допис до Државната изборна комисија во врска со истакнувањето предизборен пропаганден материјал. Во дописот стои дека општина Кочани не располага со билборди и рекламни паноа на подрачјето со кое стопанисува. Сепак, со договор за поставување и користење билборди на својата територија, локалната самоуправа има дадено локации на кои веќе се поставени вакви објекти од времен карактер, а договорот е склучен со фирмата Акцент Медија од Скопје, чија главна дејност е рекламата и пропагандата. Општина Кочани дала согласност за поставување билборди и рекламни паноа на 5 различни локации во градското подрачје и неговата околина. При тоа, искористена е една локација покрај магистралниот пат А3 на делницата Кочани-Штип. 4 локации се наоѓаат на улицата Тодосија Паунов. 3 рекламни билборди се поставени на локации на улицата Кеј на Револуцијата, 2 на улицата Глигор Апостолов Гочо и 1 на Димитар Влахов. За користење на овие рекламни објекти, фирмата договарач наплатува соодветен надоместок, што значи дека за предстојните локални избори, заинтересираните огласувачи, односно политички партии, ќе треба да склучат посебни договори за користење. Освен ова, општината има законски обврски да обезбеди и места за бесплатно истакнување предизборен рекламен материјал, за што вообичаено се користат оградите и подпорните ѕидови на дел од улиците во централното градско подрачје. Со оглед што за користење на овој простор локалната самоуправа не наплатува надоместок,
Единствена обврска на учесниците во предизборниот процес е да го отстранат рекламниот материјал по завршувањето на изборите. По смената на неколку раководители на здравствени, школски и културни установи, во Кочани од вчера променето е раководството и на шумското стопанство Осогово од Кочани. Благојчо Иванисов од вчера е новиот раководител на јавното претпријатие Македонски шуми, шумско стопанство Осогово Кочани. Доаѓа на местото на досегашниот раководител Орци Димитров. Диванисов 32 години работи во Кочанското шумско стопанство како шумарски инженер, но ова не му е прво искуство како раководител на шумско стопанство Осогово. Таа функција ја извршуваше цели 8 години, со прекини беше раководител од 1997 година, а потоа 2002 до 2007. Како раководител на јавното претпријатие Македонски шуми и шумско стопанство Осогово, кратко за Канал 8 рече дека тековните обврски ќе бидат завршени одговорно, а граѓаните може да бидат слободни, бидејќи нема да имаат проблеми со снабдување со огревно дрво годинава. Инаку во општина Кочани во изминатиот месец дојде до промена на раководствата на повеќе установи, здравствени, училишни и културни, меѓу кои на општата болница, здравствениот дом и Центарот за јавно здравје, Центарот за култура Бели Мугри, како и на основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев и на Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Промена на раководните места имаше и во Виница, на здравствениот дом, како и на полициската станица. Во наредните денови ќе следуваат промени на уште некои установи за кои Канал 8 дополнително ќе информира. Честите пукања поради застареноста на цевките и голема загуба на вода ќе бидат минато во општина Зрновци. Во тека целосна реконструкција на секундарната водоводна мрежа, која што ќе биде во должина од 7,5 километри. Поради застареноста на секундарната водоводна мрежа во Зрновци неопходна беше нејзина реконструкција. Затоа се започна со промена на најкритичните делови на мрежата, со која населбата се снабдува со чиста вода за пиење. Секундарната водоводна мрежа е градена во 1976 година и поради застареноста на цевките и зголемената потрошувачка на вода, доаѓа до чести пукања на водоводните цевки, со што загубата на вода достигнува и до 75% од испорачаната вода. Со реконструкцијата, ваквите проблеми ќе станат минато. Според однапред подготвениот елаборат, водоводната мрежа во Зрновци е со должина од 7,5 километри и истата ќе се реконструира во целост, а ќе опфаќа 3 зони – горна, средна и ниска зона. Се очекува со водоснабдителниот систем на Зрновци да бидат опфатени и 150 домакинства кои со вода се снабдуваа од бунари, пумпи и други алтернативни извори на вода. Таа промена е направена на некаде околу 400 метра. Овие средства беа набавени преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Можам да најавам исто така дека во изминатиот период работевме и на приклучување на секое семејство на водоводната мрежа, така да еден добар дел од населеното место Зрновци кој што поседува своји собствени, односно малски водоводи, денес тоа е надминато, тие се поврзани на главната водоводна мрежа од Зрновци и сите оние проблеми кои што ги имаат и се надминати. Навистина, значи, можам да кажам дека даваме секакви напори за да обезбедиме чиста и пивка вода за пиење. Инаку, додава Станков, при реконструкцијата се соучиле со одредени потешкоти поради зафатите на Зрновска река, при што често доаѓало до заматување на водата и дополнително го отежнувал третменот околу почистувањето на водата, но тоа, додаде Станков, веќе е надминат проблем. Со проектот за водоснабдување целосно се опфатени и жителите од населените места Мородвис и Видовиште. Градоначалникот Станков апелираше за рационално користење на водата, зашто ќе бидат поставени водомери преку кои ќе се мери потрошената вода, за да не дојде до енормно трошење на водата за полевање на бавчите и градините во овие населени места. При крај се активностите за приклучување на водоводната мрежа во општина Чешиново-Облешево на градскиот водовод во Кочани. Поврзувањето на доводниот цевковод е завршено, а во тек се испитувањата на мрежата пред да започне нејзиното официјално користење.
При крај е проектот за обезбедување вода за пиење за 4 населени места во општина Чешиново-Облешево преку приклучување на водоводната мрежа во Кочани. Завршена е изградбата на главниот крак на водоводот во должина од 3204 метри, при што се изградени и потребните придружни објекти, водоводни шахти и хидрантски приклучоци на потегот од приклучната шахта кај селото Долни Подлог. Цевководот поминува низ Облешево и оди до приклучната шахта кај селото Чифлик, од каде преку веќе изградениот систем за водоснабдување, вода за пиење треба да добиваат жителите на ова населено место, како и на селата Чешиново и Уларци. Во моментот се реализираат активностите од последната фаза, односно со одобрените средства преку Министерството за финансии се врши приклучување на водоводната мрежа со главниот довод кај селото Подлог. Изведувач на работите е компанијата Вато од Скопје. Водоснабдувањето во општина Чешиново-Облешево беше еден од главните проблеми со кои се соочуваат жителите, па по направените анализи беше констатирано дека постоечкиот систем за водоснабдување во Облешево е нефункционален, со што општината мораше да преземе чекор за изградба на комплетно нов систем. Сега водата за пиење ќе се обезбедува преку водоснабдителниот систем на Кочани, за чие поврзување пред околу 2 години локалната самоуправа на Чешиново-Облешево потпиша договор со општина Кочани и со комуналното претпријатие Водовод. Со реализацијата на проектот ќе се реши едно од највиталните прашања за околу 3000 граѓани во населените места Облешево, Чифлик, Чешиново и Уларци, за кои ќе се обезбедуваат вкупно 10 литри вода во секунда. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени преку Министерството за финансии како подзаем во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги, а дополнителни средства вложи и општината, со што вкупната вредност на целиот проект изнесува околу 20 милиони денари. Градоначалникот на општина Зрновци, Блаже Станков, со отчет за сработеното во изминатиот мандат за периодот од 2013 до 2017 година. На прес пред новинарите, градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков го презентираше извештајот за сработеното во мандатот од 2013 до 2017 година. Во него тој дава посебен осврт на сработените проекти во сите општествени сфери на живењето, а реализирани се голем број на проекти кои што го разубавија и модернизираа Зрновци и населените места. Реализиравме проекти од сите сфери на општественото живење, зимајќи ги тука во обзир образованието, спортот и младите, локалниот економски развој, транспортот и патната инфраструктура, туризмот, културата и сите останати сегменти кои што беа потребни за поквалитетен и поубав живот на нашите граѓани во нашата општина. Значи, реализиравме проекти исто така и во доменот на земјоделието, се со цел да ги подобриме, да подобриме квалитетот на пристапот до земјоделските површини на земјоделците, меѓутоа исто така, значи, и останатите проблеми кои што беа, можем да кажем, долгогодишни, можеме да кажеме дека се веќе ги надминавме, некои од нив се трајно решени, некои ги решаваме. Доколку граѓаните му ја дадат довербата и на следните избори, додава Станков, во следните 4 години во фокусот на вниманието ќе биде асфалтирањето на земјоделските патишта и бетонирање на земјините вади, со цел да се подобрат условите за развој на земјоделската дејност. На почетокот на идната недела во општина Кочани ќе се реализира третата фаза од прскањето против комарците. Третманот ќе биде од земја и тоа на подрачјето на градот и во селските населби во рамничарскиот дел од општината. Локалната самоуправа ја превршува овогодишната борба против комарците на територијата на општина Кочани. По завршувањето на првите две ќе се реализираат и активностите од третата и завршна фаза на третманот. Според известувањето од локалната самоуправа, на почетокот на идната недела ќе се спроведе ново прскање од земја на територијата на рамничарските села и во градот. Се планира прскањето да се реализира в понеделник, 22 август, во доцните вечерни часови. При тоа ќе биде опфатена површина од околу 300 хектари во градското подрачје, како и во селата Тракање, Горни и Долни Подлог, Мојанци, Градовци, Прибачево и Оризари. Целата акција ќе ја реализираат стручни екипи од институција што претходно беше избрана на јавен тендер.
За уништување на комарците ќе се користи така наречена УЛВ апаратура со која ќе се врши ладно запрашување. Пред возилото во кое се наоѓа уредот за прскање ќе се движи друго возило како предупредување за минувачите и останатите возила. Со дезинсекцијата се планира да се опфатат зелените површини во градското подрачје во периферијата на градот, како и на главните улици во рамничарските села. Третирањето, како и досега, ќе се изведува со биолошки одобрен препарат аквакотрин и активна супстанца делтеметрин. Граѓаните кои одгледуваат пчели, неопходно е да ги преземат потребните мерки за заштита. Во писменото известување од локалната самоуправа се вели дека доколку во периодот на третирањето се појават неповолни временски услови, проследени со ветер или со дожд, третирањето ќе се одложи за следниот поволен ден. Следува информацијата од спортот. На почетокот од оваа недела започна планинарската експедиција за освојување на врвот Мон Блан. Во екипата, што е составена од македонско-српски планинари, учествува и Тошо Антов, член на планинарското спортско друштво Осогово од Кочани. Во понеделникот започна експедицијата за освојување на Мон Блан, највисокиот врв на Алпите, а во која како учесник од Кочани е планинарот Тошо Антов, актуелен претседател на планинарското спортско друштво Осогово. Тој е дел од меѓународната група планинари од Македонија и Србија, а експедицијата се реализира во соработка со планинарскиот клуб од Предејане. Според планот, акцијата за усвојување на највисокиот врв во Западна Европа започна на 14 август со пристигнувањето во Италија, каде групата беше сместена во планинарскиот дом Мезалама на 3008 метри надморска височина. Во вторникот попладне 7-члената експедиција го искачи врвот Полукс на надморска височина од 4086 метри, пошто планинарите се вратија во долината Рочио Нера, во чија близини и преноќуваа. Овде ќе се прават подготовките за крајната цел на целата акција, односно за искачувањето на Мон Блан. Освојувањето на кровот на Западна Европа е планирано за 19 август, а експедицијата ќе заврши 3 дена подоцна со враќање на групата. Според информациите, засега се одвива според планот. Групата ја дочекало сончево време со неколку сантиметри снежна покривка. Доколку временските услови послужат, групата очекува без проблеми да се искачи на Мон Блан. Инаку, експедицијата во која учествува Антов се реализира точно една година откако претходно искачувањето на Мон Блан го направи и кочанскиот планинар Борис Попгеоргиев. Освојувањето на највисокиот врв на Алпите за планинарското спортско друштво Осогово ќе биде 16-то поред од основањето на клубот. Почитувани, ова беше се што ви подготвивме за денес. Можете да не следите и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.